На предстојните локални избори што се одржуваат оваа година на 15 октомври, Граѓанската опција за Македонија не само што ќе земе активно учество со нудење на своја собствена програма, како и програма во рамките на коалицијата, туку на одредени места има и своји листи и своји кандидати. Граѓанската опција за Македонија во 23 општини ќе има своји советници, во 2 општини ќе има своји посебни листи, а во една општина ќе има и свој кандидат за градоначалник. Па така во Кавадарци Граѓанската опција за Македонија иде со своја листа, а ќе го поддржи кандидатот за градоначалник од коалицијата на чело со ВМРО-ДПМН. Во општината Карпош Граѓанската опција за Македонија оди со собствена листа, а кандидат за градоначалник ќе бидам јас, односно денески официјално ја официјализирам мојата кандидатура за градоначалник на општина Карпош. Тоа значи дека продолжуваме со реконструкцијата на фасадите, со замена на азбестните кровови, со реконструкција на лифтовите, изградба на паркови, на фонтани. Натаму ќе продолжиме со реконструкција на улиците, атмосферски фекални канализации, изградба на водоводи. Во општина Карпош ќе се продолжи со бесплатните ужинки, овој пат следнава година веќе до 5 оделение, ќе се продолжи со бесплатните екскурзии. Исто така продолжуваме со поддршка на сиромашните во локалната самоуправа, со поддршка на спортистите, значи продолжуваме со стипендиите за талентираните ученици и спортисти, но во исто време и ќе предложиме одредени новини кои што сме ги воочили во изминативе 4 години, а представуваат сериозни проблеми за граѓаните на општина Карпош, значи излегуваме и со нови решенија за проблемите кои што ги имаат граѓаните на општина Карпош. Покрај ова, Граѓанската опција за Македонија ќе има своји советници во градот Скопје, во општината Центар, во општината Аеродром, Ѓорче Петров, Кисела вода, Газибаба, Илинден, Бутел, Вевчани, Велес, Делчево, Долнели, Радовиш, Крива Паланка, Куманово, Неготино, Штип, Пробиштип, Ранковце, Росоман, Струмица, Прилеп и Василево. Значи, до сега Граѓанската опција за Македонија имаше само 13 советника. Сега со овие локални избори очекуваме многу повеќе Граѓанската опција за Македонија да има своји советници и сега на ваков начин, вклучувајќи се во работата на локалната самоуправа, очекуваме наши представници да застанат на чело на советите на општините, да застанат на чело на училишта, градинки, да дадат свој придонес во работата на јавните предпријатија, но во исто време и да дадат свој придонес во решавање на проблемите на граѓаните ни цела Република Македонија. И со ова, значи, се овозможува за прв пат Граѓанската опција за Македонија да учествува на локалните избори во Република Македонија, каде што непосредно ќе се пружи можност да се покаже со своите кадри, односно со нивните квалитети во решавање на секојдневните проблеми на граѓаните, имајќи во предвид дека локалната самоуправа е власт која што е најблиска до граѓаните и власт која што е можеби и најбитна за граѓаните на Република Македонија. Овие овде луѓе што ги гледате, тоа се дел од луѓето кои што се наоѓаат на советничките листи. Тоа се лица кои што имаат углед во своите средини, кои што имаат и соодветно образование. Во исто време луѓе кои што се познати во своите средини, кои што добро комуницираат со своите соседи, со своите пријатели и сме сигурни дека ќе бидат добри репрезенти на Граѓанската опција на Македонија и во исто време ќе работат, односно ќе бидат тимски соработници во рамките на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН.